почитувани гледачи. Ја следите емисијата Македонско издание, која што 22 години ве информира за поважните настани во македонската комуна во Торонто и околината и ве забавува со наша македонска музика. Емисијава, како што знаете, до пред 2 години се емитуваше на кабловската телевизија во Онтарио, Роджерс ТВ, а од 2006 година секоја емисија после оригиналното емитување на телевизијата беше и перманентно поставена на нашиот сајт www.macedonianedition.tv. По укинувањето на Роджерс ТВ канал 10, емисијата Македонско издание можете исклучиво да ја следите на нашиот сајт, кој што само што го најавивме, значи www.macedonianedition.tv. Јас сум Победа Пискачева, уредникот и водителот на оваа програма, која што, како што ни велите вие, со нетрпение очекувате секоја нова емисија. Денешнава емисија е 423-та поред и ја емитуваме на 29 февруари 2020 година. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарете ги на 416-755-9231. Во денешнава емисија ќе ви пренесеме дел од прославата на комитската вечер, организирана во банкетната хала на црквата Свети Илија од Мисисага. Како што знаете, почитувани гледачи, одбележувањето на роденденот на Гоце Делчев секоја година се прославува насекаде во светот, каде што има македонци кои го негуваат нашето минато со цел да се сочува нашата историја, по која во последно време многумина посегаат. Токму затоа македонците од Мисисага, Торонто, Окфил, Берлингтон и други градови во западно Онтарио на 8 февруари годинава го одбележаа овој значаен ден со пригодна свеченост. Се надевам дека уживавте во вечерата што беше спремена на специфичен традиционален македонски начин. Вечерва сите вие сте спонзори со самото ваше доаѓање на вечерава. Во човечка бит е да се учи, да се игра, да се гради и руши, за пак да се гради, да тагуваме, да се радуваме и љубиме, да даруваме и да се дружиме. На нас е да решиме што ќе правиме во животот. Ви благодарам што го поддржавте овој собир и помогнавте да се реализира. Ќе замолам Магдалена нешто да ви прочита и ве молам да обрнете внимание. Ова што ќе го прочитам сега го напиша Зоки пред неколку години, инспириран од настаните што се случува во Македонија кај нас. И тоа гласи вака. Даскале, прости ми. Ни името не се осмелувам да ти го изговорам. Ти што светот го гледаш во културен надпревар, ти што не задои со љубов кон татковината, ти што ни запали оган во жиливе за да ја чуваме и браниме, ти што го даде последниот здив за неа. Прости ми. Те изневеривме. Те изневеривме и тоа го правиме секој ден, секој момент. Се бориме за власт, за моќ, се надпреваруваме во лакомост и алчност, го газиме светото, го валкаме изграденото, плукаме на историјата и ја поганиме сегашноста. Прости ми, даскале, што ли тоа не учеше? Се заборавивме. Се збратививме со душмани, сами ги поканивме, душата си ја продадовме и се надпреваруваме не во култура, туку во алчност. Еден на друг, лебото од уста си го звадиме и нож под грло си ставаме. Ах, мајко, што ли ти стана? Зар заборави како јунаци да раѓаш? Борци, патриоти, салходоши и лигуши, подмолници, недостојни земјава да ја газат и само ја поганат и чедата своји безлични ги раѓаат, за да се продолжи проклетството што не гори однатре, за да се снебидиме и изгниеме. Прости ми, даскале, го заборавивме законот единствен, од Бога создаден, со љубов испишан во времето и облакот,
на карпата и водата во вечноста. Да љубиме, да градиме и создаваме, да подаваме рака и пееме и воспеваме дедовци наши великани и патриоти, со гордост да го носиме знамето свое и со љубов името да си го изговараме, со крв испишана на земјата наша македонска. Прости ми, даскале, зашто ќе ја мола мајка ми повторно да ме роди, да ме задои со македонштина, со оган во душава да ја бранам и чувам за син ми и за внука ми, да ја садам со цвеќе и жито, та вино да протече по земјава место крв, песна да заори место крик и славеј да се слуша место пукот. Еј, браќа и сестри, отворете ја душата силно, широко, истлукајте го горшливото што ви го труе разумот, вдишете го воздухот што излезе како последен здив од јунаците што загинаа за оваа мала грудка земја и ни оставија аманет да не взалут е пролеана крвта нивна. Свртете се кон честа, зашто тоа е единственото богатство што ќе ви дари мирен сон. Поделете го лебот со соседот, зашто исто сонце не грее. Љубете се бескрајно, зашто тоа е радоста. Прости ми, даскале, што ти го нарушивме мирот во гробот. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарете ги на 416-755-9231. Само сакам да ве подсетам дека ова вечер е донаторска вечер, каде што ќе собереме средства да помогнеме на нашите борци, не на тие што починаа и што си го дадоа живота, него на тие што гниат во затвор, затоа што се невинно осудени. А тие го поддржуваа нашиот устав и го штитеа нашиот устав. Вечерва со нас е Бони Темелков, човекот што многу пати организираше разни ивенти, собираше доста средства и ги испрати на фамилиите на уставобранителите. Јас би го повикал вечерва да даде еден краток збор. Добро вечер, браке македонци и македонки. Добро вечер, комити! Сакам само да ви кажам дека имаме комити дури дојдени од Детройт, да ги поздравиме. Денеска се собравме да дадеме почит на борците кои патнаа за Македонија последните години. Но се уште имаме борци кои лежат во зандани, во, да не ја наречам, ќе кажам само Македонија. Затоа пред оприлика месец дена почнав акција и за среќа околу 200 луѓе од целиот свет. Повеќето беа надвор од Канада, собравме $15,000. Тие $15,000 се испратени во Македонија на 18 фамилии од уставобранителите, од прилика добија сите околу €515. Ние сме, можеби, единствените луѓе низ целата диаспора, што ова го правиме во континуитет, значи го правиме со години веќе, да дадеме на поддршка со еден аплауз за патриотите дека ние, македонците од Канада, ќе бидеме со нив се додека они не излезат на слобода. Ве молам, ако станеме, да дадеме аплауз. Македонија, 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 Македонија. Se sobrale convivite, se sobrale convivite, che mio da suo vole, che mio
Kanadsko-makedonsko mesto во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарете ги на 416-755-9231. Birthright Macedonia, или во превод Родум од Македонија, е организација која што во јули минатата година го одбележа своето 5 годишно постоење во главниот град на нашата земја Скопје. Како одгранок на обединетата македонска диаспора од Вашингтон, Соединетите Американски држави, ова организација секоја година организира престој на студенти и млади стручњаци од диаспората кои по потекло се македонци во нашата земја, се со цел да се запознаат со нашата култура, јазик и традиција, додека стажираат на некои соодветни позиции. Во наредните неколку емисии, почитувани гледачи, ќе емитуваме интервјуа и анкети со учесниците и организаторите на Birthright Македонија, снимени за време на одбележувањето на 5-та годишница во хотелот Арка во Скопје.
It's our pleasure to talk to Mr. Peter Dallas, who is here in Skopje today, celebrating the fifth year of the Birthright Macedonia, the program that your idea was about, and you came up with everything. How do you feel today? I feel fantastic. 5 years of success with the program. We've attracted young adults, Macedonians from Australia, Canada, the United States, and England. And we're expanding, and we hope to attract more as time goes on. Now, the idea came up one day when you were thinking about your grandchildren. Tell us more about that. Well, for most of my life, I really didn't care whether I was Macedonian or Chinese or anything else. It didn't matter to me. But when my grandchildren came along, it occurred to me that they don't have any connection between themselves and my heritage. So the one Macedonian word I knew for sure was dedo, which is grandpa. So I had them learn to call me dedo. But then it occurred to me that someday when I'm gone and I pass away, that word is going to disappear from the vocabulary because they won't have any reason to use it. And it bothered me. And it bothered me a lot, so I decided to do something about it. Set that on my computer. In a period of 4 months, I created the program that has become Birthright Macedonia. I hope I'm here long enough to see my grandchildren come to the program, but one is 10 years old, the other's 4 years old, so there's time yet. So you will be the perfect person to ask, why is that, not indifference, I can say, when we're, going with our life and we're not paying attention to our heritage. But then, when we get more experienced, And older. we suddenly become very interested in everything. Yes, that had myself educated, get married, have a family. I didn't care about my heritage. And in America, there's so many heritages, it really didn't make much difference. But as I got older, I realized that my roots are really from here. My mother's from Gevgelija. My father comes from a little village in Aegean Macedonia. He called it Gumenja, but now it's called the Gumenica. And they spoke Macedonian when I was a little child. But then they dropped the language and they picked up English. But then as I started to put two and two together, I said, between my parents speaking the language of Macedonia and they come from this part of the world, I'm Macedonian. And I started to appreciate it and learn more about the history and the politics involved. And then my grandchildren came along, and as I said, I really created the program for them so that they don't lose their connection between themselves and my heritage. So basically, children who were born in the diaspora with the Macedonian heritage will now be more involved with their nationality, their heritage, rather than like older generation of Macedonians who moved out. Very good point. The participants that we've had in the last 5 years are between the ages of 18 and 29. Many of them have never been here before. Many of them don't speak the language, but they feel a connection, an emotional connection to this country, and the program allows them to express their connection and make friends with each other, make friends with natives here, and that's really the whole thrust of the program. Yes, these young fellows who are coming here, there is a certain age, from what age to what age, and what is the education that they have to have? Well, they have to be between 18 and 29. And most of them are in college or recent college graduates. We've had a couple of postgraduate participants in the past. And all we require is they have at least one grandparent from this country. Some of them are not 100% Macedonian. Some are, half another ethnicity, and the other half is Macedonian. So basically, they will come here and they will learn about Macedonia and they will participate in some internship. Yes, good point. They don't come here as tourists. We put them to work. We find internship programs for them that complement their academic and career goals, and we don't put them in a hotel or a hostel. We find host families that they've never met before, but the family has to have at least one person the approximate age of our participants. And then on the weekends, the 3 weekends that they're here, we take them to different parts of the country. We expose them to the culture, the traditions, the history, and the natural beauty of the country. So they get connected through the family that they live with, they get connected through their work at their internship, and then they see the country. So
So what is the time for the next year's application, and how they can, apply people from all over the world? Okay, well, the next year's schedule has not been set, but it'll probably be around July again, the middle of summer, because in the Northern Hemisphere, college students are free in the summer. The Australians, they're not that free. But it'll be next July, and we do have a website, part of the UMD, United Macedonian Diaspora website. All of the information and an application is there. They apply online. And the last question, would you like to see your grandchildren be part of this? He's going to answer that question, not me. Yes, I would, very much so. I hope in another 8 or 9 years, my oldest granddaughter will come, and I'll be able to introduce her to the group, and then add 10 more years to that, and my second granddaughter. But I'm not that optimistic. Well, just hope. Thank you. Yes, indeed. Thank you very much for bringing alive this program that really makes a difference for the younger Macedonian living in the diaspora. Thank you so much. Kanadskото македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарете ги на 416-755-9231. И во денешнава емисија имаме неколку информации. За професионално и поволно дизајнирање на вебсајтови, побарајте ги TJ Hosting на 647-547-3061. Читете македонски вести со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто. За сите врсти на животно осигурување за критични болести, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате, јавете се кај мене на 647-977-0233. Јас ќе ви помогнам да го одберете најдоброто и најповолното осигурување за вас. За грижлива нега на вашата коса и нејзино професионално стилирање, побарете Елизабета на 647-281-5501. Ете, почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за оваа емисија на македонско издание. До нашето следно видување ви благодарам за вашето ценето внимание, пријатно и довидување. Thank you.